Женското здравје е состојба на емоционална, социјална, културна, душевна и физичка благосостојба на жените, која во исто време е детерминирана од нивниот општествен и економски статус, како и од нивните биолошки карактеристики. Ова е најновата приказна. Јасмина Арсова Чашуле без табу теми отворено зборува за женското здравје и сите животни предизвици со кои се соочила уште од рана возраст. Јас од секогаш уште од многу мала бев многу слаба. И на мои 3-14 години го добив првиот циклус, бидејќи тоа беше некој 8 одделение, веројатно и имав 45 кила тогаш. И уште веднаш почнав со нередовни циклуси, имав силни болки, едва ја издржував на училиште, например, да стигнам до дома. И така некако целиот живот се навикнував на тоа да живеам на апчиња против болки. И стално морав во джеб, во ташна, во ранец, секаде да носам со себе лекови. За во случај, нели, ако добијам, да имам апче. За менструацијата не можам да се сетам како точно сум дознала и кога, веројатно многу мала, бидејќи нели дома исто мајка живеев, таа стално имала влошки дома. Меѓутоа знам дека од пето одделение некаде веќе имав другарки кои што седнуваа на клупа и кои што нели не вежбаа со изговор, мислам со реченица наставнику имам добиено. Во Песталоци, Џајо и Симо никогаш немале проблем со тоа и ги оставале девојчињата да не вежбаат, но во средно училиште кога отидов имавме една професорка која што велеше па што ако имаш добиено, можеш да вежбаш, што веројатно може некогаш и држи вода, меѓутоа може некогаш и не, бидејќи зависно од девојката и од болките. Менструацијата за некоја жена не представува никаков проблем, но за повеќето, меѓу кои е и Јасмина, таа е болна состојба. Она што би сакала да го потенцирам и да го кажам е пред се тоа дека јас можеби во околината не сум имала проблем со некој да ми прирече, да ми се подсмева. Значи, таква ситуација, еве да кажеме, или може ако имало, сум ја изигнорирала. Она што се сеќавам многу силно е тоа дека во училиштата никогаш немало убав хигиенски простор. Вецјата стално биле, а и до ден денес мислам дека туку сигурна сум дека се неприлагодени за да можеме нормално да промениме влошка. И тоа се уште се случува. Значи, јас сум и во член на Советот на родители кај моето дете во училиште и на советите на родители исто така тоа се интензивно го зборуваме дека мораме да направиме нешто со вецјата да не смрдат, мораме да направиме простор да се остави, заради тоа што тоа се такви едни ситуации кога може мене не ми пречало, меѓутоа има сигурно не ми пречало. Сигурно ми пречало, меѓутоа сигурно има деца кои што и ученички кои што ќе си замине едноставно, ќе пропушти неделата таа седмица и нема да оди на настава баш од причина што не знам, има циклус. После болните менструации во животната приказна на Арсова Чашуле следела диагноза полицистични јајници, па скриен шеќер. Со оглед на тоа што бев секогаш многу слаба и не давав доем на докторите дека сум, како да кажам, хронично со полицистични јајници, мене некако можеби како и да не ме третираа, сигурно и јас самата не си пружив повеќе внимание. Знаете како јас многу млада почнав да работам по медиуми, по продукција, сите оние рокови, сите оние трчања, значи никако можеби не знам, не ми дадоа време да си се посветам себе си. Но некаде на 28 години, на 27 години одлучив дека сакам да имам дете и почна една сага која што траеше околу 5 години и 3 години од кога више се обидувавме со сопругот, одевме на најразлични доктори сегде, ја реков готово кревам раце, ми е гајле што сака нека биде. Ако останам трудна, останам, ако не останам, тоа е тоа. И имав среќа што доктор Даниела Иванова, која исто е во оваа емисија,
на еден сосема случаен преглед ме праша: ти, вика, имаш ли дома во фамилија шеќер, заболени од шеќер? Викам да. И па провери скриен шеќер. Мене секогаш ми биле во ред крвните слики, мене секогаш шеќерот ми бил во ред, меѓутоа тука се покажа дека уствари искриениот шеќер доведе веројатно за после една година јас останав бремена и родив здраво право дете. Така да тоа е една среќна, да кажам, околност. Од друга страна е една, што кажува доктор Даниела, ти си сосема нетипичен пример на полицистични јајници и тебе не можеме дури да те сватиме сериозно со твојата состојба, па веројатно така имав можеби и среќа, а имав и друга среќа што многу млада почнав да се обидувам нели дете да добиам на 28 години. Денеска мислам дека сите некако го избегнуваат тоа и одат подоцна, меѓутоа знаеме дека колку подоцна се оди со годините, толку по тешки се шансите, помали се шансите за бременување. Но јас имав нередовни циклуси, докторите често ќе ми речеа во оној период кога нели почнав да се третирам дека сум имала ановулаторни циклуси, па ајде сега не е ништо следниот месец. Можеби да почнев порано, ќе се лоцираше порано состојбата, ќе се регулираат циклусите, но јас во таа трка со времето и оној младолашки живот, како да го кажам, не си дадов простор за себе. Исто така во оној период на првите 3 години, кога веројатно ми требало малце психолошка поддршка, никогаш не сум се обратила. И никогаш не сум си рекла: чекај сега да видам што се случува со мене, зошто ми вака, него едноставно во тој момент кренав раце и реков што сака нека биде. Предменструалниот синдром или PMS исто така е специфичен дел од женското здравје. Искрено да ви кажам, кога бев млада, односно млада, ајде и сега сум нели млада, немав онакви нервози, меѓутоа сигурно ги имав оние многу јаки болки. И предпоставувам дека тоа ми беше една од симптомите. Но од кога се породив, јас сега баш во последниве години забележувам дека буквално ги имам оние симптоми на нервоза, на тага што се јавува кај жените, нели пред циклусот поради пат на естроген и сите тие стручни работи не би сакала да навлегувам. И тука некако повеќе сега ги чувствувам оние PMS симптоми, за разлика од претходно кога мислам дека можеби баш со болките сум ги имала повеќе. Следен вистински предизвик во животот на Јасмина ќе биде менопаузата. Да, тоа е многу интересно, бидејќи горе-доле сите сега другарките сме во тој период и само нешто чекаме. Да, нешто само чекаме и само кажуваме дека еве сега децата горе-доле сите ќе ни влезат во пубертет, а ние ќе влеземе во менопауза. Искрено да ви кажам, не знам како да се подготвувам. Се трудам колку можам да јадам здраво, се трудам на некои предизвици да не реагирам и да балансирам со све. И читам постојано, ете сега ги има нели на веб-сајтовите и баш прочитав дека тоа е интересно и треба да го истражам понатаму, во источњачката култура како жените уствари ја сваќаат менопаузата, кажуваат дека тоа е еден период кога уствари почнуваш една нова ера, да кажам. Разговорот го завршивме со нејзина препорака за идните генерации. Матичен гинеколог може девојчето да одбере уште на свој 12 години. Така да не е страшно и не е срамно да се одбере уште во најрана возраст. Симптомите на детето да не се игнорираат доколку се тие силни болки, нередовни циклуси, значи мора да се посветиме малце на нашите деца. Исто така би сакала да испратам еден апел и до Министерството за образование како клучна институција, како клучна точка, каде што ќе се потрудиме сите и советите на родители, да кажем, и училишните совети и министерствата, да тоалетите ни бидат
како што треба да ни бидат. Да се инвестира и во технички персонал, да се инвестира и во инфраструктура, да се инвестира и во образование реално на учениците, бидејќи секогаш кажуваат не ги одржуваат децата тоалетите. Меѓутоа, мора да има достапност на хигиенски влошки, мора да има простор каде што нормално ќе може да се обави таа промена на влошки на девојчиња, жени во сите години и во сите места. Хроничниот стрес може да доведе до покачени нивоа на кортизол, нарушување на хормоналната равнотежа и придонесување за состојби како анксиозност и депресија. Промените во животниот стил, вклучително и лошите навики во исхраната и недостатокот на физичка активност, може да ја влошат хормоналната регулација, особено во однос на дебелината и метаболистичкото здравје. Жените имаат право да ги уживаат највисоките достапни стандарди на физичко и ментално здравје. Бременост, само преглед на дојки, менопауза, остеопороза, превенција на цервикален канцер, неплодност, се само дел од темите кои ги опфаќа синтагмата женско здравје. Утврдувањето на проблемите со хормоните е многу важен. Препораката за започнување со испитување на хормоните од тироидната жлезда започнува уште со самото раѓање на бебето. Грижата за женското здравје потребно е да започне уште од најмали носе. Потребно е уште во тинеџерските години да се воспостави култура на редовни прегледи, користење на контрацепција одговорно, запознавање со сопственото тело и гласно барање помош кога нешто не е во ред. Постојат две групи на заболувања на тироидната жлезда и така се препознаваат и самите симптоми кои што се карактеристични. Доколку постои физички проблем, тоа значи доколку имаме видлива промена, односно гушавост во предел на тироидната жлезда, тогаш се гледа како еден венец во самиот врат, односно се гледа дека тироидната жлезда е зголемена, или пак доколку постои некој нодус или цистична промена и последното нешто нормално карцином на тироидна жлезда, тогаш тие се карактеризираат само со испакнатина на едната страна, евентуално на двете страни од тироидната жлезда. Условите како што е синдромот на полицистични јајници се значајни придонесувачи за хормоналната неравнотежа. Ова влијае на репродуктивното здравје и доведува до проблеми со плодноста. Нарушувањата на тироидната жлезда исто така играат клучна улога, бидејќи неравнотежата во тироидните хормони може да доведе до различни метаболички нарушувања. Жените се тие кои што за жал доминираат тироидните заболувања. Последната статистика вели дека еден маж е наспроти 10 жени. Што значи дека процентот апсолутно се гледа во чија полза оди. Неколку причини може да бидат. Првите причини се повторно врзани со другите хормони од репродуктивниот систем, односно она што кажав поврзани со местото од каде што се излачуваат и останатите гинеколошки хормони и самиот ТСХ. Второ, самиот стрес влијае, а жените како понежен пол, односно со поизразени емоции, полесно се подлежни да ги развијат овие заболувања. Терапијата најчесто е доживотна. Најчесто терапијата е доживотна кај пациентите кои што имаат намалена функција на тироидната жлезда, тоа е хипотиреозата. Иако во последно време и тука сме среќни кога успеваме да ја намалиме дозата и на моменти да ја исклучиме. Меѓутоа, генерално повеќе од 90% остануваат на доживотна терапија. И таа е само кај хипотирозите. Другата група, кај хипертирозите, имаме излекување и тоа трајно излекување, меѓутоа не пократко од 1 година. Значи мора лекувањето да трае најмалку 1 година за да болеста ја ставиме во ремисија, односно да биде под контрола. Една од разликите помеѓу пубертетот кај девојките и момците е токму возраста на која што започнуваат големите промени. Кај представничките на понежниот пол, пубертетот започнува порано, па така првите симптоми се појавуваат најчесто во периодот од 8 до 13 годишната возраст. Но говорот за здравјето на жените е многу повеќе од само негово утврдување. Опфатот на жени со специфични услуги за женското здравје на примарно ниво не е подеднакво за сите жени. Односно, најчест проблем се одредени маргинализирани групи како ромки, жени од рурални средини, жени кои живеат во неповолни социо-економски услови и слично.
Структурните разлики и лошата усогласеност меѓу здравствените системи ги предизвикуваат овие нееднаквости, кои често ги оставаат жените неспособни да ја добијат потребната нега на вистинско место во вистинско време. Постојат повеќе причини за неадекватна грижа на жената. Дел од жените се незаинтересирани, дел се лошо и недоволно информирани. Според податоците од МАГО, светот старе и жените живеат подолго од мажите. Во 2025 се очекува бројот на постменопаузални жени во светот да достигне бројка од 1,2 милиарди. Здравието на жените се повеќе се препознава како глобален здравствен приоритет. Кога стигнуваме до она зошто треба пациентките да бидат информирани и да почекаат, да не кажам подготвени овој период од нивниот живот, мораме да размислиме да размислуваме на овој начин. Значи, во овој период од животот на жените се јавуваат навистина промени што можат да влијат на нивниот квалитет на живот. Не треба да се занемарат ниеден од симптомите. Менопаузата е еден навистина голем предизвик за жените, особено во модерното општество, во кое што многу често самата менопауза е ставена на табет и секогаш се користи во негативна конотација. Меѓутоа, таа представува навистина, иако представува една пресвртница во животот на жената, далеко од тоа дека е нешто лошо. Значи, тоа е нешто за кое што нашето тело е предвидено да го издржи, нешто кое што можеме и секако низ кое ќе пројдеме, меѓутоа со самиот цел тој пресврт и самите тие хормонски промени носат одредени предизвици кои што можат во одредени случаи да бидат здравствени, меѓутоа секако носат и предизвици од типот на промени на телото во кои што жените многу често не се препознаваат и настануваат некои несакани проблеми, можеби недоразбирања кои што жените ги воведуваат во еден вртлок на несакани епизоди. Самата менопауза може да биде здравствен предизвик и од тука доаѓа моментот дека жените кои што се во менопауза треба да прават одредени превентивни прегледи со цел целото тоа погладје многу полесно да се преброди. Менопаузата или престанокот на менструацијата е фаза на животниот циклус кој ќе се случи кај сите жени. Симптомите се навистина многу и варираат од самиот вид, како од самиот вид, така и од самиот интензитет. Она што прво се забележува е промената во самиот циклус, во смисол може да се скрати, може да се пролонгира, може да има продолжени менструални крварења, меѓутоа настапува промена. Еден од најпознатите симптоми се секако топлотните бранови или hot flash испознати меѓу народот. Тоа е момент кога жените наеднаш од седење се препотуваат, се вцрвенуваат. Исто како кај секоја жена што е различна, така и овој симптом може да варира од неколку пати во денот до еднаш месечно. Меѓу другите симптоми за кои што не се зборува, најчести се уринарната инконтиненција, односно неможноста да се задржи урината при смеење, при кашлање. Не се зборува за вагиналната сувост, а тоа е нешто што треба и секако нешто што особено, да кажам, припадниците на посилниот пол знаат да го кажат така малце погрубо, тоа се промените во расположение кои што се хормонски условени и неизбежни во целиот овој процес. Со зголемување на животниот век, многу жени ќе живеат неколку децении по менопаузата. Пациентките кои што се во менопауза треба да имаат здрав начин на исхрана, значи нема да кажуваме што е здрава храна сега, меѓутоа има и некои намирници кои што се богати со фитоестрогени. Тие се природни естрогени, бидејќи во тој период имаме ниско ниво на естрогени, може на природен начин да ги надополнат во житарици, некои во хелда, во тие може и да се прочита, да си прочита секоја жена во кои намирници има фитоестрогени и да ги воведе во исхраната и секако физичката активност да си вежбаат пациентките йога, да си пешачат, да не оставаат да седат само дома и сето тоа ги доведува во еден зачаран круг, цело време си се вртат во круг, имаат се ја зголемуваат телесната тежина и сето тоа ги доведува до тоа депресивно расположение. Затоа треба да превенираат, можат и самите многу да си помогнат. Свесноста за женското здравје е многу важна. Преку нејзиното подигнување може да се спречат многу здравствени проблеми кај жените. Превентивните гинеколошки прегледи се клучни за женското репродуктивно здравје.
Зошто е важно да зборуваме за женското здравје? Женската популација е значаен дел од општеството. Жените учествуваат во голем процент во работниот процес, со тоа допринесуваат за општествениот и економскиот развој. Со тоа што ги раѓаат децата и се грижат за нив, играат централна улога во одржување на семејството и на заедницата, а низ годините се соочуваат и со многу здравствени предизвици, од менструалниот циклус, преку пубертетот, репродуктивниот период, бременоста, породувањето, па се до менопаузата и понатаму периодот што следи. Ги споменавте најчувствителните фази низ кои што минува секоја жена. Она што би сакала да го споменеме, ќе почнам од тој период кога девојчињата прераснуваат во жени. Колку во таа насока е важно да им се предочи дека грижата за своето здравје е многу важно. Колку во таа насока е многу важно да им се спомене што треба да знаат за првиот менструален циклус. Не само за првиот менструален циклус, значи грижата за себе почнува уште од најмали нозе, нели преку она што ги едуцираме за лична хигиена, како да се грижи за себе преку едукација за правилна исхрана. Меѓутоа, кога ќе дојде времето на пубертетот, веќе малку се згоснуваат работите и за нас како родители, па како професионалци, а претпоставам дека на децата им е уште повеќе тешко. Она што треба ние да го направиме е да им ги даваме правите информации. Значи, многу е битно да знаат децата што ги следи, каков период им доаѓа. За менструалниот циклус мора да се зборува многу отворено, бидејќи тоа е многу битен сегмент од развојот на едно девојче и мора да знае што представува менструалниот циклус, како да се соочи со него и нормално личната хигиена која е многу битна во тој период. Се чини дека ние сепак сме уште општество во кое што има стигматизација, па дека е срамота кога имаш циклус. Како да ги ослободиме девојчињата од тој товар? Само со отворено зборување. Значи, она што треба да го знаат, да знаат што им се случува. Ако знаат они што им се случува, лесно ќе биде да се соочат со тоа не е проблем, нели, тоа е физиолошка работа, меѓутоа мора да бидат спремни за тоа што може да им се случи. И многу е битно да напоменеме и како професионалци и како родители дека првите гинеколошки прегледи можеби не е лошо да се направат во периодот околу добивање на менструација, за да знаат дека тоа е нешто што треба да го прават низ годините што доаѓаат. Значи, многу е битно секој девојче да биде спремно дека треба да има свој гинеколог, со кој што ќе има близина, контакт, каде што може да се обрати за секој проблем што нели понатаму си доаѓа низ годините. Стапувањето во сексуални односи е многу, после тоа многу е битно да се оди редовно на гинеколог заради превенција и од несакана бременост и од сексуално преносливи болести. Знаеме колку ХПВ вирусот е широко распространет низ светот, не само кај нас тука. Затоа е многу битно да се зборува превентивно како девојчињата да се однесуваат, како да се заштитат себе си од инфекција. Не само од ХПВ вирусот, него од сексуално преносливите болести. Кога споминавте ХПВ вирусот, често пати со недоверба се прифаќа да се зборува за вакцинацијата против ХПВ. Како тоа да го спречиме? Неоправдано се зборува против вакцинацијата. Значи, вакцините низ годините уназад се смислени, се направени за да му помогнат на човештвото да обстои. Значи, знаеме колку болести се ерадицирани со примена на вакцините. Со ширење на ХПВ инфекцијата веќе се соочуваме со така посериозен проблем на присуство на карцином на грлото на матката, кој што за среќа пак можеме да делуваме превентивно, да го на време фатиме со редовни гинеколошки прегледи. Тоа е добрата страна на репродуктивниот систем што ни дава начин како и без симптоматологија со превентивен преглед да можеме да откриеме рано некаква промена на грлото на матката, понатаму нели на матката на јајниците и да се делува навреме за да се спречи посериозна компликација. Сакате да кажете дека навременото посетување на гинеколог може да спречи многу несакани проблеми кои што... Да, тенденцијата веќе и на поразвиените земји е превенција. Значи, нешто на кое што се повеќе се става акцент е превенцијата. Не само нели за ХПВ инфекции, него генерално све што се однесува околу здравјето на единката.
Колку во тој период на пубертет, веднаш после менструалниот циклус, е убаво и важно да се објасни колку девојките имаат право да управуваат со сопственото тело. Нормално дека мора да знаат што поседуваат, со што располагаат и како да се однесуваат со тоа што е нивно. Добивањето на менструација всушност нив ги внесува во еден период каде што доаѓаат во период на зрелост, каде што може да се случат нели и сакани и несакани работи. Затоа е многу битно да им дадеме насока што треба да прават во тек на менструалниот циклус, да им дадеме насока дека веќе периодот на влегување во репродукција треба да се грижат за себе од аспект на тоа да им дадеме информација за несакана бременост, да им дадеме информација за контрацепција, понатаму со тоа ќе ги заштитиме долгорочно од понатамошни репродуктивни проблеми. Често пати кога се зборува за ова, најчесто се разгледува како момент дека е премногу рано да се зборува за сексуалноста во тој период на детскиот развој, бидејќи се сваќа дека им наметнувате да почнуваат со сексуални активности прерано. Но колку ова е погрешно, бидејќи често пати несаканите бременности се поради недоволна информираност на девојчињата токму во овој ранлив временски период. Значи, мора некако да се ангажираме повеќе, да ги образуваме за сексуално здравје девојчињата, па и момчињата, не само девојчињата, бидејќи од тие први почетни чекори понатаму може да им зависат и многу други ситуации во животот што следат. Значи, затоа е многу битно и контрацепцијата и заштита од сексуално преносливи болести. Тоа се сериозни работи за кои што мора да се разговара со почетоците на менструалниот циклус. Без стигми. Без стигма, срамење, апсолутно. така. Да. Така. Споменавте дека низ развојот на жената, како што се развива, се соочува со различни периоди во својот живот, со различни предизвици во рамките на тој животен развој. Во таа насока, колку сме едуцирани што се случува во рамките на бременоста, на почетокот, во нејзиниот развој, кога знаеме да побараме помош, кога знаеме да се обратиме на својот гинеколог, да ги побараме прашањата кои што не интересираат. Некако послободно се зборува во моментот кога ќе дојде една бременост, па тука малце и повеќе со интернет информирањето, дури има и повеќе прашања од што се потребни за во текот на една бременост, меѓутоа многу е битно да се разговара со својот гинеколог пред се и од самите почетоци да се прават редовни гинеколошки прегледи. Она што сакам да го кажам, сексуалните односи не се само некаков предизвик, меѓутоа мора да знаат девојчињата дека со стапување во сексуални односи мора да почнат да посетуваат гинеколог, бидејќи редовното посетување на гинеколог понатаму ги спасува, да речам, ги спречува од дополнителни непотребни компликации. После 40 години обавезно редовни мамографски прегледи. Мислам дека радиолозите препорачуваат на 2 години да се прави понатаму во текот на животот. Колку постпородилниот период е исто така значаен и од аспект на истиот би сакала да ги споменеме оние психолошки промени кои што може да се случат кај жената. Ние сме средина во која што ретко се зборува за менталните проблеми. Не правиме момент ментални проблеми со за сериозни нарушувања, него она што жената се соочува во секојдневието, а особено во осетлив период како што е бременоста, периодот околу породувањето, а особено кога ќе дојде време и за грижа за бебето, а тоа е постпородилниот период. Постпородилната депресија некако станува сепак актуелна тема за анализирање, бидејќи се зголемува бројот на жени кои што малце потешко се справуваат со своите емоции во постпородилниот период, затоа е клучно отворено да се разговара и за таа проблематика. Би сакала да го споменеме и периодот на менопауза, се чини дека тоа е чувствителна фаза низ која што поминува секоја жена, но еве кај нас како жените да се обесхрабруваат, се чувствуваат дека се стари ако влезат во менопауза или ако кажат дека препознаваат некои симптоми. Како да им помогнеме да разберат дека тоа не е страшно, дека тоа е нормален процес и дека тука не завршува животот? Да, тоа е нормален процес кој што следи во текот на животот на една жена. Па ќе се навратиме, најбитно е да знаат, да бидат информирани
кои се симптомите кои што може да ги очекуваат во тој период на менопауза, перименопауза, а понатаму и во периодот после комплетно губење на менструалниот циклус, како треба да се однесуваат со себе. Значи, апсолутно животот не завршува, нити на нашата амбициозност за живење завршува тука, меѓутоа треба да знаеме како да се однесуваме. Значи, повторно ќе се навратиме. Редовните гинеколошки прегледи, редовни прегледи за на време превенирање од карцином на дојка. Значи, тие се некои елементарни работи кои што мора да ги знаеме, кои што доколку ги следиме, понатаму ни следат бројни денови на уживање. За менструацијата се зборува многу накратко во основните училишта, кога децата по предметот биологија некаде во 6-то оделение, значи на 12-13 годишна возраст, се сретнуваат со изучувањето на половите органи, и тука се опфаќа и менструалниот циклус, како нешто различно што се случува кај девојчињата за разлика од момчињата. Едно девојче треба да знае дека може отворено да зборува за тоа што се случува. Треба да знае дека може да се обрати на најблискиот член од семејството. Може тоа да е и некој од училиштето, наставник, стручна служба, било кој, кај кој што ќе може да разговара со се тоа што се случува први на хормонално ниво, значи со телото, а потоа и на психолошко ниво. Затоа што тука кај децата, кај девојчињата се појавуваат многу моменти што сега, што понатаму. Стравот од тоа што ако ми протече, како да се однесувам, што значи за мене оваа промена. Сега веќе не сум дете, не сум девојче, преминувам во девојка. И убаво би било да емпатичниот пристап од стручните служби, зборувам за психолози, дефектолози, кои да се педагози вработени во училиштето и предметните наставници, како и класните раководители, имаат еден емпатичен пристап каде што ќе може девојчето да се обрати и да разговара, да ги одговори тие прашања. Тука децата поминуваат, девојчињата, и низ оние фази на чести менувања на емоциите. Често бараат да се изолираат, да бидат сами со себе, најчесто споделуваат со другарки, или во друштвото има една мајка која што ги води девојчињата низ сите тие процеси кои што се случуваат, па тука се чувствуваат слободно да зборуваат, и да кажат што точно им се случува, и затоа е важно уште пред да дојде до првиот менструален циклус, отворено се зборува, значи се сруши тоа табу. Најчесто и најдобро би било да оди тоа со работилници и во училиштата, но и најдобро би било во домот да еден од родителите го превземе тоа како момент на поддршка, како момент на водич низ целиот тој процес. Јас често на учениците од прва година, сега ми е пракса, им организирам работилници во соработка со Центарот за јавно здравје, каде што има стручни лица и тие држат предавања на тема сексуално преносливи болести, па тука се објаснува менструалниот циклус. Зборуваме тука за менструална сиромаштија, истражувањата, како што кажавте, покажуваат дека навистина има семејство, особено оние кои што се со социјално загрозени, кај што немаат достапност, немаат можност да дадат финансиски средства за хигиенски влошки. Некаде во 2022 година имаш иницијатива од некои невладини организации кои што иницира да во самите училишта обезбедат хигиенски влошки, тампони или менструални чашки, но сето тоа виси некаде. Се уште не е одобрено од институциите кои што треба да го одобрат. Стигмата за жал постои. Првен коренот на тоа зошто постои таа стигма е затоа што од самиот почеток, односно во основните училишта, активно не се работи за разбивање на таа стигма. Како што кажавме, значи на машките деца не им уште јасно што се случува, како се случува, тргнуваат кон исмејување, кон елиминација на девојчето кое што поминува низ нешто такво.
се уште со закон нели нема регулатива каде што нели работодавачот не ослободува од работното место, не дава слободни денови поради менструалниот циклус, така што има многу жени кои што нели одат без разлика на тоа како они го доживуваат тоа и што им се случува во периодот кога они имаат менструален циклус, мораат да одат на работа. Грижата за женското здравје потребно е да започне уште од најмали нозе. Во периодот на адолесценцијата неопходно е младите девојки да се едуцираат дека грижата за себе не е луксус, туку одговорност. Менструацијата представува практично месечно крварење кое е производ на менструалниот циклус. Значи, менструацијата е периодот на крварењето, а менструалниот циклус е периодот од првиот ден на крварењето до наредниот ден, прв ден на новото менструално крварење. Менархата, првата менструација, го означува почетокот на репродуктивниот период во животот на секоја жена. Најчесто настапува околу втората година по влегувањето во пубертетот. Во првите 2 години е непредвидлива и често девојките имаат нередовни циклуси. Заедно со менструацијата, девојките започнуваат да се соочуваат и со симптомите на предменструалниот циклус. Првата менструација го означува и почетокот на овулацијата во женското тело и е знак дека жената може да забремени. Тоа е нормален дел од менструалниот циклус и вклучува физички и емоционални симптоми кои се појавуваат непосредно пред менструацијата, како акни, подуеност, исцрпеност, болки во половината, чувствителни и отечени гради, главоболки, зголемен апетит, раздразливост и така натаму. Кај некои девојки симптомите се поизразени и можат да бидат ублажени само со соодветни лекови. Менструацијата представува манифестен врв во развојот на репродуктивниот систем како круна на пуберталните промени. Првата менструација се нарекува менарха, а се јавува различно, да речеме еволуцијски гледано, се порано и порано во последниот век, да речеме. На почетокот на 20 век девојчињата на 15-16 години добивале прва менструација, а сега веќе отприлика е норма околу 10-11 години годишна возраст да добијат прва менструација. Менструалниот период е само дел од месечниот менструален циклус на жената. Тој започнува на првиот ден од менструалното крвавење и трае до првиот ден од следното менструално крвавење. Менструалниот циклус го снабдува телото со важни хормони и на тој начин го одржува неговото здравје. Менструацијата се јавува како симптом, како симфонија на интеракција на неколку жлезди, органи. На прво место е мозокот и во него хипоталамусот и хипофизата, пинеалната жлезда, кои диктираат, дирижираат активност на многу жлезди во организмот. Конкретно, самиот пубертет започнува со будењето на јајниците. Хормон кој што предизвикува стимулација на јајниците е фоликулостимулирачкиот хормон. Тој се лачи во хипофизата и делува врз јајникот да во него почне групирање на една група на фоликули да почнат да растат. Од таа група нема да доживеат да овулираат сите, туку само единствен повластен фоликул ќе се претвори во фоликул од кој што ќе излезе јајната клетка. Односно, ќе настапи овулација. Пресметано е дека секоја жена во животот има 400 овулации, 400 менструални циклуси, 400 менструации. Ако во тој период жената забремени, повеќе пати, бројот на овулации ќе биде помал,
односно бројот на менструации и менструални крварења ќе биде помал. А бројот на јајни клетки во самиот јајник е далеку поголем. Меѓутоа, не доживуваат сите фоликули антрални да дојдат до зрелост и тие јајни клетки да излезат во поход кон оплодувањето. Нормалниот менструален циклус најчесто трае 28 дена, но времетраењето на циклусите може да варира од 21 до 35 дена кај возрастните и од 21 до 45 дена кај тинејџерките. Менструациите се карактеризираат со честота, на колку дена се явуваат. Нормално е помеѓу 21 до 35 дена. Појавувањето на менструациите на пократко од 21 ден или на подолго од 35 е знак за некаква патологија. Исто така, нешто што ги карактеризира менструациите е нивното траење. Може да бидат 3, најчесто околу 5 до 7 дена. Пократко од 3 дена е оскудна менструација, подолго од 7 дена е долготрајна менструација. Исто така, една од најважните карактеристики е обилноста. Условно е земено дека треба во тек на едно менструално крварење жената да изгуби околу 80 мл крв. Како ќе го измериме тоа? Не може. Постои нормално лабораториски у научна сфрха можеме да го измериме и измерено е. Меѓутоа, вака просто народски кажано, повеќе од 8 дневни влошки у денот или ако ноќна влошка топи за 2 часа или ако при тоа има излегување на коагулуми, парчиња, значи дека е обилно крварењето. Во таа ситуација, или ако има потреба девојчето да станува во тек на ноќта за да менува влошка затоа што постелнината ја топи и така натаму. Во таква ситуација треба да се побара помош. Сега врв на ова треба да кажам дека во првите 2-3 години од менархата, од првата менструација, нормално е да се нередовни. Не треба да се загрижуваат родителите ако менструацијата не доаѓа точно на датумот. Нормално е, затоа што оваа оска, хипоталамус, хипофиза, јајник, се регулира, зрее, фидбек, тие имаат повратна врска. Меѓутоа, ако после 3-4 години менструациите останат неуредни, тоа е веќе еден од клиничките симптоми кои што може да води кон сомнеж, пак ќе речеме, кај адолесцентите не можеме да поставиме таа диагноза, меѓутоа можеме да кажеме адолесцент под ризик за полицистични овариуми. Промени во расположението, глад за одреден вид храна се само дел од симптомите кои се јавуваат како аларм пред менструалниот циклус. Предменструален синдром е збир на некакви состојби, телесни, емоционални, бихевиорални, кои што се јавува во втората фаза од еден циклус, односно да речеме некои си 7 до 10 дена пред добивање на наредната менструација. Се должи на флуктуациите најчесто на прогестеронот, меѓутоа и на неговата интерконекција и играта на други внатрешни хормони, како например серотонинот, кој што е хормонот на среќата. Така да, предменструалниот синдром, ако го гледаме вака во ширина, опфаќа дури 3 од 4 жени анкетирани имаат некакви си предменструални симптоми. Жените добиваат менструација само додека се во репродуктивниот период кој не трае вечно. Менструалното крвавење прекинува во периодот наречен менопауза, кој тешко може да се предвиди. Некои жени влегуваат во менопауза веднаш штом ќе наполнат 40 години, други кога ќе наближат до 60-та година од животот. Но се смета дека во просек менопаузата настапува на возраст од 45 до 55 години.
Иако менструацијата е природен биолошки процес, милиони жени и девојки ширум светот се соочуваат со менструална сиромаштија, ограничен пристап до хигиенски производи, соодветни санитарни услови и едукација. Во Европа достапноста на менструалните производи варира значително по земји. Некои држави преземаат чекори за намалување на менструалната сиромаштија, додека други се уште имаат високи даноци на овие производи. Гласно се зборува и за менструалната екологија. Меѓутоа во свет се зборува повеќе за менструалната екологија, односно за загадувањето на околината кое што го прават, да речеме, пластиките, микропластика и така натаму. Сепак, не е тоа универзално правило, единствено правило по кое што треба да се водиме како здружение и како стручњаци во препорачувањето на хигиенските препарати е комоцијата, односно средството со кое што адолесцентката најкомотно ќе се чувствува. Во Македонија, менструалната сиромаштија е се уште присутна. Речиси секоја трета жена барем еднаш немала финансиски средства за купување влошки и морала да импровизира со крпи или тоалетна хартија. 77% од жените трошат од 101 до 400 денари месечно на менструални производи. 90% од испитаничките сметаат дека треба да има бесплатни производи во јавните објекти. Ние како Сдружение на гинеколози, заедно со општествено одговорна компанија, направивме акција и во универзитетите беа поставени диспензери за хигиенски влошки. Тоа е препорачливо да се прави и пошироко. Значи, може би таа акција да ја превземе државата, да влошките бидат достапни во секое јавен тоалет, особено во училиштата. Во Европа некои земји веќе превземаат чекори за намалување на даноците на менструалните производи. Шпанија, Франција и Шкотска воведоа бесплатни производи во училиштата и во јавните установи. Време е за артикулација. Шкотска е првата земја во светот што воведе бесплатни менструални производи за сите жени и девојки во јавните установи. Франција и Шпанија обезбедуваат бесплатни производи во училиштата и универзитетите. Германија го намали пак данокот на менструалните производи од 19% на 7%, признавајќи ги како основни хигиенски производи. Жените имаат право да ги уживаат највисоките достапни стандарди на физичко и ментално здравје. Уживањето на ова право е витално за нивниот живот и добросостојбата, како и за нивната можност да учествуваат во сите полиња на јавниот и приватниот живот. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа приказна. Довидување!